Македонија и понуди помош и поддршка на Бугарија за справување со последиците од катастрофалните поплави кои вчера зафатија делови од државата и во кои животот го загубија 4 лица. Бугарскиот претседател Румен Радев преку социјалната мрежа X објави дека имал телефонски разговор со претседателката Гордана Силјановска-Давкова во кој таа изразила сочувство за трагично загубените животи и ги понудила македонските капацитети како поддршка во справувањето со последиците од поплавите. Благодарност до претседателката Гордана Силјановска-Давкова за конструктивниот телефонски разговор и изразеното сочувство за жртвите од поплавите во Бугарија, како и за декларираната подготвеност на Република Северна Македонија да обезбеди поддршка за справување со последиците од невремето. Бугарските власти соопштија дека доцна синоќа е потврдена и четвртата жртва во катастрофалните поплави. Станува збор за руска државјанка чие тело било пронајдено во одмаралиштето Елените. Нејзиниот сопруг, руски државјанин, вчера допатувал во Бугарија откако не можел да ја контактира сопругата и веднаш ги известил локалните власти. Телото на неговата 58 годишна сопруга било најдено под урнатини и кал кој ги донел бранот кој го поплави туристичкото место. Регионот на Бургас вчера беше најпогоден од невремето во кое проценките се дека наврнале околу 400 литри дожд на метар квадратен. 3 лица, од кои 2 се спасувачи, ги загубија животите во првиот бран кој ги погоди населените и туристичките места. Според бугарските медиуми, денес ситуацијата во пошироката област на Бургас полека се враќа во нормала, а припадници на армијата го расчистуваат теренот и ја оспособуваат инфраструктурата, за да може да се пристапи до најпогоденото место, одмаралиштето Елените. Додека во реонот на Бургас се бореа со поплави, северозападните делови на Бугарија беа погодени од обилни врнежи од снег, што предизвика прекини во електричната енергија во неколку планински села, затворање на патишта и планински превои, како и блокада на дел од железничкиот сообраќај и оштетувања на енергетската мрежа.